Добар ден, во фокусот на денешниот аргумент плюс се случувањата на глобалната политичка, светска геополитичка сцена во светло на најновиот развој на настаните после она што се случи пред неколку дена прво во овалната соба, а што подоцна ескалираше со низа на обвинувања и контраобвинувања меѓу светските лидери, а заврши можеби со вчерашниот самит на ЕУ, каде што се донесоа одредени заклучоци во поддршка на Украина. Мој денешен гостин е Ана Крстиновска од Естима. Благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од овој разговор. Задоволство е мое. Како овие најнови случувања на геополитичката сцена влијаат на рамнотежата во просторот во кој што денеска живееме, особено односите на големите сили, тоа се САД од една страна, САД на Доналд Трамп, Европската Унија и Русија, се разбира без да ја избегнеме можеби клучното прашање Кина. Она што го гледаме во последните неколку недели и месеци од доаѓањето на новата американска администрација, навистина ги променува нашите сваќања за тоа што е нормално и што можевме да очекуваме на меѓународната сцена и во поглед на војната во Украина до пред неколку месеци. Новата американска администрација има сосема поинакви сваќања од претходната за улогата и местото на САД во светот, води една многу повеќе трансакцијска политика во која што вредностите за кои што се залагаше претходната администрација нема толку важно место, а доминираат интересите и тоа пред се американските економски интереси. И во тој контекст се чини дека позициите стануваат се поразлични меѓу САД и Европската Унија. Од друга страна, која што досега и со право ја сметаше Америка за својот најблизок сојузник во меѓународните односи. Меѓу другото, тоа го гледаме и во поглед на американската позиција за примирје, мир во Украина, затоа што се чини дека таа позиција се повеќе се доближува до руските ставови и она што вие го споменавте, тие случувања всушност доведоа до некои тензии меѓу САД и Украина, кои што ескалира во прекинување на американската војна помош за Украина и прекинување на споделувањето на војното разузнавање. Иако во моментов се чини дека Украина стои добро во поглед на војната, добро се позиционира, сепак без американското воено разузнавање пред се, нејзините позиции во иднина би можеле да бидат многу полоши, што од своја страна пак би дало повеќе моќ или повеќе предност на Русија во евентуални мировни преговори. И секако тука е улогата на ЕУ, која што досега не беше директно вклучена во идејата за мировни преговори на американската администрација, а од друга страна ќе биде веројатно клучниот чинител во обезбедувањето на некакви гаранции за траен мир, затоа што пред се траен мир е во интерес на Европската Унија, која што е најдиректно засегната, додека пак САД се гледаат пред се во улога на посредници за постигнување на тој мир, меѓутоа не и во неговото обезбедување. Зошто САД го направи овој пресврт и ова приближување кон Москва? Условно речено, но сепак дури и лаик може да забележи дека и во вордингот и во односот секако има едно приближување кон Москва. Во овој момент главната закана за интересите на САД не доаѓа од Русија, барем таква е нивната перцепција, туку доаѓа од Кина. За разлика од Европа, во Америка Кина се перцепира како клучна закана за економијата, меѓутоа и закана за националната безбедност. Поради тоа Америка планира да ги мобилизира сите ресурси, односно да ги ослободи оние капацитети кои што би биле ангажирани на други потенцијални конфликтни жаришта или во други области. Тука пред се мислам на американското воено присуство во Европа и на енергијата која што Америка ја обезбедува, ја вложува во Европа, така што сите ресурси Америка планира да ги насочи кон Кина. И во тој контекст, ако некаде на почетокот на 70-тите години
Гледавме на ситуација во која што Америка се приближи до Кина, бидејќи претходно немаа дипломатски односи, воспостави, односно ги нормализираше односите со цел да ја оттргне Кина од Советскиот сојуз. Сега имаме обратна ситуација, каде што Америка се обидува да ја придобие Русија на своја страна, за на некој начин да ја оддалечи од Кина, односно да се обиде да влијае врз тоа стратешко сојузништво. Тука пред се треба да кажеме дека во овој момент изгледите за успех на таа американска операција не се известни, бидејќи во текот на последните 3 години, особено од почетокот на војната во Украина, Русија и Кина воспоставија навистина блиско и стратешко партнерство, кое што е во интерес на двете држави. Кина беше таа што обезбедуваше главна помош и директна и индиректна за Русија, која што беше погодена од европските санкции, а за возврат доби навистина поволен пристап до руските енергенски ресурси. Значи навистина имаме партнерство меѓу Русија и Кина која што е во интерес на двете страни и доверба која што во текот на последните години значително се зајакнува, што не е случај со довербата меѓу САД и Русија од друга страна која што во текот на последните години беше на историски ниско ниво. Каква е тука улогата на Европа? Може ли ова да биде пресвртница во односот на реформите во самата Европска Унија, односно можност за една пообедината Европа која што ќе се сврти кон себе си и кон вистинските проблеми со кои што се соочува? Што ни покажа самитот, на пример? Во рамките на Европската Унија, наративот дека Европа мора да се сврти самата кон себе и повеќе да смета на своите капацитети, пред се за сопствената одбрана и за осигурувањето мир на европскиот континент, датираат од пред повеќе години. Сепак, дури ни со почетокот на војната во Украина, Европа не успеа да направи некои големи или значителен исчекор во таа насока, бидејќи секогаш потајно или и отворено до некаде сметаше на поддршката од САД. Во овој момент очигледно е дека таа поддршка не треба да ја зема здраво за готово во иднина и дека може во многу догледна иднина да не може повеќе да смета на таа поддршка, и токму поради тоа Европската Унија до некаде се најде и во шок, да мора да работи паралелно на повеќе фронтови. Од една страна да работи на јакнење на сопствената одбрамбена индустрија, јакнење на сопствената одбрамбена подготвеност и сопствените капацитети, од друга страна да работи паралелно на економијата, бидејќи европската конкурентност во текот на последните години исто така слабе, што ја става Европа во доста понеповолна позиција, пред се во однос на Кина, меѓутоа и во однос на САД и на останатите економски глобални чинители. За која идеја од овие цели или приоритетите што ги има ЕУ во моментов, неопходно е да се адресира тој проблем на зборување со еден глас. Значи, очигледно е дека ЕУ не може да се усогласи дури ни во вакви сериозни кризни ситуации и да донесе заеднички одлуки, особено во оние области каде што е потребен консензус, односно едногласност, за да може ЕУ да направи нешто. И самитот кој што се случи вчера тоа и го покажа, бидејќи после долгите дискусии ЕУ не успеа, односно 27 држави членки не успеа да се усогласат во поглед на тамошните чекори. Унгарија беше таа која што не сакаше да ја прифати заедничката одлука. Меѓутоа ЕУ успеа да најде некое решение, сепак да продолжи понатаму преку објавување на позиција на 26 држави членки. Секако ова треба да се има предвид како привремено решение, затоа што тоа не ги решава суштински проблемите на ЕУ да добие заедничка позиција, да изгради заедничка позиција по клучните прашања, а тоа ќе биде од своја страна клучно во следниот период, доколку сака Европа да се постави како сериозен геополитички чинител и барем малку да ја поврати својата улога во поглед на САД, Русија или Кина. Можно ли е тоа во услови на постоење на оние клинови, би ги нарекле во овој момент, како што се Унгарија, Словачка, па и некои други земји кои што инклинираат кон позицијата на Трамп? Можно ли е тоа да се направи без сериозна реформа или рекомпонирање на Унијата како таква?
Видете, позициите на државите членки се разидуваат и надвор од она екстремно спротивставување на Унгарија, например, или понекогаш Словачка, во контекст на разговорите за европска одбрана, за европска армија или заеднички трошења во поглед на одбранбената индустрија, државите членки, дури и оние кои што се во основа за овие планови, имаат различни позиции. Имате Австрија, например, која што е традиционално неутрална држава и која што навистина не си го наоѓа своето место во овие дискусии за зголемување на воениот капацитет на Европската унија. Ја имате Франција, која што смета дека сите средства кои што Европската унија ќе ги мобилизираат треба да се трошат на европски одбранбени производи, оружје, муниција и така натаму, при што Франција е еден од клучните производители, додека пак другите држави, како што се повеќе тие од источниот блок, сметаат дека дури во оваа ситуација партнерството со САД, особено кога станува збор за воени и одбранбени набавки, треба да продолжи, односно дека Европа треба да продолжи да купува американско оружје. И факт е дека сите овие поделби нема да бидат надминати преку ноќ, дека е потребно навистина преговори, до некаде отстапувања од страна на некои држави членки за да се усогласат тие интереси, меѓутоа во интерес на сите е да се усогласи позицијата во поглед на конечниот или крајниот интерес на Европската унија како целина. Каква е позицијата на Македонија во овој контекст, во овој нов глобален контекст за кој што зборуваме, или каква треба да биде позицијата на Македонија, ако знаеме дека постои една замореност од тоа исчекување на таа европска иднина од една страна, од друга страна е новата Америка или новото нормално, што како што вели премиерот, и веројатно карта која што повторно не е најсигурна, бидејќи се покажува дека кај американците интересот е пред се. И сега ние не знаеме дали во тие точки на интерес ние секогаш ќе бидеме на таа добра позиција, без разлика дали имаме добри или дури одлични контакти на нашата администрација со нивната администрација. Македонските односи со ЕУ излегуваат надвор од самиот процес на пристапување и нашите амбиции да станеме држава членка. Нашите односи со ЕУ се толку интензивни, ЕУ е наш најголем трговски партнер, најголем инвеститор, најголем донатор на развојна помош, така што не смееме тие односи да ги гледаме само низ призмата на тоа дали имаме придвижување во преговорите, дали спорот со Бугарија ќе се реши или пак нема да се реши и ние ќе продолжиме да се чувствуваме обесправени од страна на ЕУ. Секое геополитичко движење кое што ќе стави ЕУ во понеповолна економска позиција, која што на некој начин ќе влијае негативно врз европската економија, несомнено ќе се одрази и кај нас. И тоа го гледаме дури и сега, кога германската автоиндустрија се соочува со проблеми, тие се чувствуваат и кај нашите компании. Така што не смееме да си дозволиме некое сериозно нарушување на односите со Европската унија. Исто така како мала држава и како стратешки партнер на САД не смееме да се дозволиме ниту пак некое нарушување на односите со новата американска администрација, така што се наоѓаме во ситуација кога мораме да балансираме несогласувања или тензии меѓу САД и ЕУ не се и никогаш не можат да бидат во наш интерес. Треба да имаме предвид дека и САД до промената на администрацијата го поддржуваше и директно членството на Македонија во ЕУ. Во времето на првиот мандат на претседателот Трамп, САД беа поддржувач на Преспанскиот договор и на промената на името. Така што при донесувањето на националните одлуки треба да ги имаме предвид сите овие многу комплексни фактори. Ситуацијата апсолутно не е црно-бела и нема да биде лесно секако да се балансира меѓу овие два. Еден таков тест беше гласањето во Обединетите нации, на пример, при што Македонија практично отворено застана на американската позиција наспроти европската, каде што беше воздржана како можеби единствена земја од Европа која што не ја поддржа европската резолуција за Украина. Како во такви ситуации? Сега, што е тука балансот?
Ни треба многу силна и способна дипломатија, која што пред се ќе биде во состојба да ги анализира сите случувања и да види каде се тука нашите интереси. Факт е дека во тие држави кои што ја поддржа резолуцијата на ЕУ, има и такви кои што одржуваат ултра добри односи со САД. Значи тука се и Италија, тука се и Албанија, нели, држава од регионот која што е секогаш проамерикански настроена, така што и ние треба дури и Словачка и да, и Унгарија веќе разговаравме, да. Само што треба да имаме предвид дека такви ситуации ќе се случуваат и во иднина, каде што веројатно ќе треба да донесеме некоја одлука. Важно е тие одлуки да се добро измерени од сите аспекти, да се добро издржани, а за тоа ни е потребно одржување на добра дипломатска комуникација со различните држави, разгледување, анализирање на различните позиции и разгледување на тоа како овие одлуки или недонесувањето на некои одлуки би можеле долгорочно да се одразат врз нас. Затоа што не можеме да покажеме сериозност како држава ако немаме надворешна политика која што ќе биде одржлива барем на некој среден, ако не и на подолг рок. Во последните изјави ги слушаме и министерот за надворешни работи и премиерот дека Европа е нашата стратешка определба, а САД нашиот стратешки партнер. И во такви услови, како што рековте, ќе дојдат ситуации, бидејќи нивните интереси не се поклопуваат секогаш, во последно време помалку се поклопуваат, од што порано тоа било случај. Како да не ни се налути Брисел, а Вашингтон да ни остане близок е прашањето, веројатно. Како? И до сега сме имале ситуации, конкретно со Меѓународниот кривичен суд, кога ние на некој начин ги исклучивме, односно ги ослободивме Соединетите Американски држави од одговорност пред Меѓународниот кривичен суд, и тоа беше ситуација во која што ние застанавме на страната на Америка и Брисел ни се налути. Меѓутоа, како што кажав, треба да се разгледува секоја ситуација поодделно, затоа што можеби во некоја ситуација Брисел ќе ни се налути, можеби во некоја ситуација Вашингтон ќе ни се налути, меѓутоа важно е нашите позиции да бидат аргументирани и пред едниот и пред другиот партнер, да можеме да објасниме зошто сме гласале или сме донеле ваква или таква одлука. Може ли во ваква ситуација да целиот Балкан да има еден брз бенефит во однос на приближување на членството на државите кои што тука не се во Европската Унија, бидејќи се поотворено се зборува и за членството на Украина во Европската Унија, што некако не би изгледало логично, барем од наша перспектива, нели? Тоа мислам дека ќе зависи главно од тој визионерски капацитет на Европската Унија и долгорочноста на нејзините планови да стане геополитички актер, да преземе одговорност за тоа што се случува на континентот и да разбере како вклучувањето или не вклучувањето на Западен Балкан во тие калкулации на европско ниво за европската стратешка автономија би можело да се одрази на долг рок. Така што ЕУ во овој момент би требало да најде капацитет да размисли за сите овие прашања и јас искрено се надевам дека тие ситни бирократски одлуки или чекори нема да бидат пречка за ЕУ да го согледа интересот дека членството и на регионот и на источните држави како Украина, Молдавија, па до некаде и Грузија не е само во интерес на регионот, туку е во интерес на ЕУ. Кога ЕУ сама не може да ги испорача безбедносните гаранции, кога ЕУ сама не може да ги испорача заложбите во поглед на одбранбен капацитет и снабдување со оружје и муниција на Украина, секој еден придонес би требало да биде важен, вклучително и оној на државите од Западен Балкан, затоа што тие покажаа во основа дека се кредибилен партнер на ЕУ, вклучително и во војната во Украина. Ова го прашувам од аспект на тоа што и полека како да се менува улогата и на НАТО и во тој свет на рекомпонирање кој што го најавува повторно Трамп, се уште не може да се види точно каква ќе биде неговата улога во иднина и сега дали овој нов европски безбедносен чадор може да биде супститут на НАТО или сепак тоа ќе биде некаква заедничка корелација?
Факт е дека САД е најголемиот контрибутор во поглед на НАТО и несомнено многу повеќе придонесува од сите останати држави заедно. Меѓутоа факт е дека во рамките на НАТО одлуките се носат едногласно. Така што секоја одлука која што ќе биде поврзана со иднината на НАТО би требало да се донесе едногласно, иако секако дека Америка ќе има поголемо влијание од останатите држави членки. Интересно е тука да се анализира моментот со новите барања на председателот Трамп, државите да плаќаат минимум 2% од бруто домашниот производ за цели поврзани со одбраната, или пак неговите најнови сваќања дека тој процент треба да се искачи до 5%, и последната идеја беше дека членот 5 за колективна безбедност, односно колективна одбрана на НАТО, доколку една држава е нападната, според председателот Трамп би требало да се ограничи само на тие држави кои што придонесуваат соодветен процент од буџетите за одбраната. Така што интересно е да се види како ќе се развива ситуацијата. Секако дека НАТО нема да престане да постои, и во еден момент тоа ќе биде паралелно или на многу начини поврзано со она што планира да го прави Европската унија во поглед на плановите за развивање на индустрија и на собствените капацитети. Меѓутоа во овој момент се уште е рано да се прогнозира. Да. Ви благодарам за ова интервју во ТВ Аргумент. Ви благодарам и вам. Да, почитувани гледачи, останете на нашата програма, следуваат и други информативни изданија во наредниот период. Пријатно.